По повод одбележувањето на патрониот празник на Средното општинско училиште Кочо Рацино од Велес, учениците ја одиграа представата Сон на летната ноќ. Затоа како помина одбележувањето на денот на училиштето и на каков прием најде самата представа кај публиката, ќе разговарам со моите денешни гости, а тоа се учениците Марија Панзова, Кире Ацевски и Стефан Николовски. Добро утро и добре ни дојдовте во студиото на К1 телевизија. Бидејќи неколку пати сте биле веќе гости, се надевам дека се чувствувате веќе пријатно. Да. Како и секогаш. Како и секогаш. Јас предлагам да започнеме со разговорот. Еве, Стефан, јас ќе те прашам, кој настан остави особен впечаток меѓу низата активности со кој беше одбележан и денот на училиштето? Ајде, раскажи ни малку. Секоја година, исто и повеќе за ова, тоа. представата е тој настан. Представата Сон на летната ноќ од Вилијам Шекспир. Оваа година имавме релативно подолго време за спремање на представата. Се потрудивме навистина да биде малку поразлично од досега направените представи. И навистина беше, сепак се работи за Вилијам Шекспир, што да речеме јас за прв пат во животот досега играм негово дело и навистина ми беше огромна чест, уште од првата проба кога ни кажаа дека тоа ќе биде Шекспир. И требаше доста време затоа што имаше доста ученици кои учествуваа. За прв пат јас во гимназија учествувам со толку многу ученици во представа. И навистина дојдовме на таков прием од публиката што се изненадивме. Очекувавме да биде добро, меѓутоа не до толку како што беше на премиерата. Навистина публиката беше воодушевена од сите нас. Иако имаше ученици кои што за прв пат застануваат на сцената, сепак тие се потрудија максимално како и сите и навистина помина одлична премиерата. Точно. Стефан, односно Кире, ја одигравте представата Сон на летната ноќ. За каква представа станува збор? Еве малку да ги запознаеме гледачите со содржината на представата. Па вака, значи Сон на летната ноќ е една од најпознатите комедии на Вилијам Шекспир. Едно навистина капитално дело, многу мајсторски напишано. Всушност тука има испреплетено три приказни во една. Првата основна приказна е свадбата на војводата Тезеј, тоа е војвода на Атина, со Хиполита. За нивната венчавка, тука веќе втората приказна е група мајстори, односно тоа се занаетчии од Атина, се собираат аматерски да направат некоја представа во чест на свадбата на Тезеј. И третата приказна, тука е Оберон, односно кралот на Самовилите со неговата кралица Титанија. Тоа има некоја надприродна приказна и тие пробуваат да направат некако спој на некои љубовници кои што имаат некои проблеми. Тука има еден љубовнички пар, тоа се Лизандер и Хермија. Сега тука доаѓа и ликот Задрогас, кој што сипувајќи од сокот кој што му го дава Оберон, односно магичниот љубовен сок, ги измешува работите и доаѓа тука до сплет на околности каде што Лизандер се влюбува во Елена, Деметар се влюбува во Елена, Хермија останува сама и тука останува еден сплет на околности. Затоа реков дека ова е многу мајсторски напишан текст. Шекспир го напишал толку мајсторски што многу често може да дојдете до забуна и малку потешко се следат настаните. Треба многу вешто да се изработи и да се одигра за точно и прецизно публиката да свати што всушност се случува. Подетално ќе разговараме повеќе. Марија, колку време ја подготвувавте представата и колку ученици беа вклучени во реализирање на истата? Представата се спремаше добри 2 месеци, имавме доволно време сите да се спремиме, да имаме време за читачките проби кои беа релативно долги, потоа и поставување на сцената. Многу голема благодарност кои ни помогнаа професорите по македонски јазик од гимназијата, кои ни даваат постојано поддршка и не мотивираат. Исто така не можевме никако да го реализираме овој проект без Данчето или Слободанка Чичевска која ни помогне и која едноставно ни го режираше овој проект.
И исто така во овој проект беа вклучени 23 глумци и 4 кои беа во техничка поддршка и кои исто така им сме многу заблагодарни бидејќи немаше ништо да биде добро и генијално како што беше без нив. Кој лик го глумевте сите? Накратко да ни раскажете. Ајде ќе почнеме пак од мене. Мојот лик во представата е Коле Мотало. Тој е мајстор за занаетчија. Како што кажа Кире, занаетчиите спремаат представа за свадбата на војводката и на војводата. И можам да ви кажам дека од досега ликовите кои што сум ги толкувал, ова беше навистина лесно за мене, не ми представуваше некоја потешка задача. Гледајќи од актерски аспект, кога ќе ви кажат дека комедијата е најтешка за играње, Коле Мотало е навистина тежок лик, затоа што е брз, е темперамент, меѓутоа мене ми беше лесно затоа што уште од првата читачка проба, јас така правам најчесто, кога ќе седнеме, кога ќе препрочитам еднаш текстот, уште од читачката проба почнувам да менјавам разни стилови и ќе го најдам оној правилниот. Оваа година, од првата проба како го прочитав, така одеше се до крај и се до премиерата. Веднаш знаев како треба да се одигра Коле Мотало и после разговорот со Слободанка, таа исто ми после секоја читачка проба ми кажува за мојот лик, го обожувам тој разговор, кога ќе ми раскаже се за мојот лик и така ми е полесно да го доловам. Од кога и таа ми раскажа каков е ликот и што треба да прави и кои се неговите добри и лоши страни, веќе бев 100% сигурен дека Коле Мотало е всушност еден двојник на Стефан Николовски кога почнуваше да глуми. Во 2009 година, кога започнав јас да глумам, бев буквално ист како Коле Моталото. Бев темпераментен, тој во представата сака да ги игра сите улоги, прашува, понекогаш се меша и во режија, сака да кажува како тој мисли. Искрено на 9-10 години кога јас имав, бев ист таков. Сакав да си дозволував и да ги изиграм другите улоги на другите деца, не знам дали да им покажам како треба или да од пуста желба да сакам јас тие улоги да ги играм. Знаев да се вмешам и во режија, да кажам јас како мислам сцената, како треба да биде. И се што требаше да направам за да го одиграм Коле Мотало е само да го разбудам тој 10 годишен Стефан во мене и ништо повеќе, затоа ми беше премногу лесно. Кире, кој беше твојот лик? Вака, мојот лик беше задрогас. Односно тоа е всушност ликот кој што ги прави сите збрки во представата. Тоа е еден би рекол лесен лик како карактеристика, за мене беше навистина предизвик да го одиграм. Лесен велам затоа што лесен, подвижен, цело време растарчан. Многу ми беше интересно додека го градев ликот. Уште од првата читачка проба кога ми го додели Слободанка, веднаш пронајдов нешто заедничко кај мене и кај ликот. И многу ми беше драго што ми е доделен баш тој лик. Сепак, пак ти речам, тоа е еден многу голем лик, заради него всушност се случува и целата представа. Тоа е ликот на кој што всушност му е пажот или десната рака на Оберон, кој што е кралот на самовилите. Всушност јас играм еден од надприродните ликови. Оберон му го дава тој волшебен љубовен сок за да им сипе на љубовниците и всушност тука задрогас ја прави целата збрка кога наместо на едниот љубовен пар ќе му стави на другиот и тука се измешуваат сите работи. Пак ти речам, огромна чест и задоволство ми е што го имав овој лик. Сепак за мене беше огромен предизвик. Првата помисла дека играм дело од Шекспир. Сепак ми е прв пат од кога се занимавам со актерство да играм дело од Шекспир и тоа беше огромниот предизвик кој што мене ме поттикна да го направам овој лик се подобро колку што можам. Сепак не сакав, знаејќи дека Шекспир е најдобар автор во светски рамки и во светската драматургија, не сакав да направам нешто што ќе го сквернави Шекспир. И затоа се вложив, цел од себе си вложив да го направам ликот колку што можам подобро. Марија, кој беше твојот лик? Мојот лик беше Хиполита, кралица на амазонките. Кралица која точно знае во животот што сака и има донесена својата одлука за понатаму. Таа се е верена за Тезеј,
војвода од Атина и има релативно мала улога, има голема улога, но има мало појавување на сцена, но иако не е лик кој треба да се занемари, таа жена која нема женствени чувства и едноставно не се однесува женствено како сите други женски улоги, туку таа е лик што носи панталони во релативно ран период, носи панталони, се бори, е војсководец е. Едноставно таа е лик кој им помага на сите и едноставно е против многу работи, но на крајот успева да го убеди на некој начин тези да им дозволи на младите да останат заедно. Спомена и дел од подготовките кои што беа во текот на представата, но може ли да ни раскажеш нешто подетално што се случуваше во тие 2 месеци додека се подготвувавте за сцената, како беше тоа? На почетокот имавме многу долги, релативно долг период ги работевме читачките проби, каде што многу ни требаше да го исчистиме текстот, да го сработиме, едноставно да го научиме тој текст, бидејќи се работи за тежок текст, се работи за стихови. И беше многу тешко тоа да се направи, потоа идеше период кога требаше едноставно сите да се прилагодат на своите улоги и едноставно сите да ги доживеат како своји. А потоа идеше и делот каде што почнавме да ја поставуваме на сцена, каде што веќе тука беше, мислам, полесен дел за сите, затоа што веќе ги имавме доживеано ликовите, се имавме соживеано со делото и беше некако полесно делот да се внесеме во улогата и да почнеме да поставуваме на сцена. Поставувањето на сцена беше 2 недели и после тоа да е премиерата каде што на сите беше, мислам, гениална изведба. Стефан, еве тебе ќе ти поставам едно прашање. Колков предизвик за тебе беше да се пронедеш во улогата која ти беше доделена и колку труд вложи за да сето тоа за да биде и да се долови на сцената? Веќе како што кажа. И да испадне толку позитивно. Не би беше толку тешко, меѓутоа сепак е Вилијам Шекспир. И кога станува збор за слободен говор, во представата дефинитивно можам да кажам дека тоа го имавме ние мајсторите. И навистина ни беше нас многу полесно затоа што кај Задрогас го нема тоа, кај Тези и Хиполит исто така, тоа е се во стихови и има и повеќе текст за да го научат. Кај нас беше повеќе 50% беше на импровизација. Тоа беше тој најкомичниот дел што ја водеше представата. И навистина ми беше многу полесно од другите. Верувам и на останатите мајстори кои што беа со мене. Мојот другар за прв пат застана на сцената, беше заедно со мене во мајсторите, исто така и Лазар прв пат застанува, да. И Лазар прв пат, Илијан и Лазар беа со нас, тие прв пат застануваат, додека Петар Андреев и Константин Атанасов, тие се со мене уште од минатата година. Со нив можам да кажам дека бевме уиграни и не ни представуваше проблем, меѓутоа додека со Илијан и Лазар требаше малку повеќе работа. Но тетка Данчето воопшто не представува тоа проблем. Секој чест се справи со 23 улоги, навистина и симнувам капа. И тоа е тоа. Не ми представуваше мене некој предизвик, кажав и претходно зошто, кажав како. Тоа е тоа. Кире, тебе? Вака, морам да кажам дека многу ми помогна во ајде да кажам во одличната креација како што оцени публиката на ликот. Многу ми помогна и Кристијан Јорданов, кој што го имав како партнер, односно тој го игра Оберон. Ние заедно играме веќе 2 години, исто така и со Стефан. Но Кристијан ми помогна најмногу затоа што веќе со него играме 2 години, секојдневно сме заедно и веќе многу природно ни излегуваат сцените кои ги имаме со него заеднички. Морам да кажам дека исто така огромна поддршка имавме, како што кажа Стефан, сите 23 актери од Слободанка како режисер. Таа некако многу магично знае да ти го внесе ликот уште од првата проба и ти уште од првата проба веќе имаш некоја визуализација направено како ќе изгледа ликот на премиерата. И ти веќе уште веднаш знаеш што самиот почеток на која страна да го водиш ликот и како се повеќе и повеќе да го развиеш. И навистина сум ми благодарен за тоа. Еве јас, ова ми е втора представа која што ја работам со неа. И навистина уживав и во двата процеси. Лани додека работевме представата дома,
која што помина маестрално и оваа година додека ја работевме сон на летната ноќ. Марија, ти како го доживеа ликот? Искрено, мене ликот ми беше многу близок до мојот карактер и мислам дека тетка Данче многу ми го погоди ликот затоа што едноставно, како што кажу Вона, мене ме гледала како тој лик и мене воопшто не ми беше тешко процесот на работа и едноставно внесување на духот, така да мене беше навистина интересно и чест да играм таа улога. Еве Марија, ќе те прашам на каков прием најде публиката, на каков прием најде представата од страна на публиката? Искрено да ви кажам, мислам дека не се надевавме на толку добар прием како што најде. Мислам дека ние се надевавме дека ќе помине добро, но не и така добро како што видовме на премиерата. Премиерата беше на 24 ноември. Искрено ви кажам, 10 минути имавме аплауз и сите се расплакавме. И тоа беше нешто што навистина за секој актер би било најголема благодарност, најголема чест, најдобро нешто што може да го доживее. И мислам дека представата ќе се изведе уште многу повеќе пати затоа што има едноставно дух и има некој карактер што едноставно му се допаѓа на народот. Народот сака тоа да го гледа. Едноставно ние сме млади актери кои сме интересна на публиката и мислам дека ќе имаме барем уште 10 изведби. Како ти ја доживеа всушност? Па тие мислам дека беа презадоволни и сите разговори понатаму, тие беа презадоволни и сакаат да ја гледаат и сакаат едноставно бараа уште еднаш барем да дојдат 2 пати. И мислам дека најде на многу добро најде представата. Имате во текот на наредните денови или можеби наредните месеци други изведби сте на представата? Да, вчера имавме една, мислам дека беше прва реприза. Вчера исто така утре имаме уште една представа која ќе биде за 9 оделенците, да ги воведеме во нашето училиште, а после тоа планираме да играме хуманитарно, да бидеме и ние малце хуманитарни, да им помогнеме на сите ние што сме им потребни. Какво е искуството што го стекнавте од оваа представа? Еве прашање за сите. Огромно искуство е како и секоја представа до сега. Мислам дека сепак минатата година беше едно поголемо искуство, затоа што и Кире знае до каде стасавме со представата дома. Меѓутоа и оваа година е искуство. Ако минатата година беше Људмила Разумовска, оваа година е Вилијам Шекспир. Тоа се две многу значајни имиња, како што е Вилијам Шекспир во Англија, така е Разумовска во Русија. Навистина, мене ми беше огромно искуство затоа што на почетокот се плашев поради тоа како Слободанка ќе се справи со сите нас, како ќе успее тоа, како ќе посвети повеќе внимание на оние што досега немаат играно. Меѓутоа, на една страна ми велеше да не се сомневам во неа и така испадна. Не требаше да се сомневам, навистина пак ќе речам и симнувам капа, браво, на магичен начин ни ги пренеси улогите. Секогаш ми е најпријатен тој момент кога разговарам со неа за мојата улога и ќе ти раскаже на таков еден начин што било кој да е ќе разбере како треба тоа да се одигра и ќе проба максимално да направи за тоа да биде добро. Така да мислам дека секоја представа, секоја наредна представа ми е едно ново искуство, една нова скала за понатаму. Било тоа и што и да е, дали е комедија, дали е трагедија. Навистина сега сакаме после полугодие да направиме уште една представа. Ќе видиме колку е возможно тоа, меѓутоа се стремиме да реализираме таа идеја. Што повеќе представи, толку подобро, толку повеќе ќе имаме за, како да кажам, за осивито за на факултет. Да, Кире, ти какво искуство се здоби покрај тоа што имаш и преголемо? Да, значи морам да кажам дека кога започнавме да работиме представата, бев малку исплашен. Не толку исплашен како тоа ние ќе ја одиграме, колку што бев малку исплашен како публиката ќе ја прими представата, затоа што сепак се работи за Шекспир, се работи за стих и мислам дека оваа публика сега, за разлика од кога е пишуван текстот пред 400 години, не е навикната на таков вид комедија, односно комедија во стих.
бидејќи како што кажа Стефан, целата комедија е напишана во стих и знаеме дека сите дела на Шекспир се напишани во стих. А освен делот со маисториите, затоа што Шекспир баш сите знаеме дека кај деловите со кралевите, со кнезовите, тие делови ги има пишувано по стих, а кај обичните граѓани како занаетчи, како обични граѓани ги има пишувано во нормален говор. Баш мене ме плашеше како публиката ќе го прими стихот. Но пак ќе кажам, Слободанка успеа, како што реков, на магичен начин да ги сублимира сите тие делови и успеавме и стихот да го направиме да биде комичен за и за оваа публика сега. Успеавме на некој начин и да го модернизираме текстот. Исто така огромно влијание тука имаше пак Слободанка која што ја направи адаптацијата на текстот. Успеавме да го прилагодиме, направивме и неколку сонгови за представата и сето тоа донесе представата да изгледа навистина волшебно, особено во последната недела дена пред премиерата, кога ни донесоа светло, кога ги наместија рефлекторите, беше навистина магично тоа да се гледа од публика. И морам да кажам дека за мене ова е едно огромно искуство. Најпрво пак ти речам како прво соочување со Шекспир и огромно актерско искуство за мене, затоа што пак ти речам, ликот на Задруга се еден многу голем лик со кој што се соочив уште на првата проба, пронидов нешто заедничко и уште од самата прва проба се дадов целосно и реков дека морам да го направам најдобро што може. Маријат, какво е твоето искуство? Мене искрено делото на Шекспир навистина ми представуваше голема чест да го играм и навистина многу сум благодарна тетка Данчева која ми даде едноставно ми го приушти тоа задоволство за да ја играм оваа улога и да бидам дел од оваа представа. И навистина за секој актер е задоволство и чест ми представува и едно големо школо за да го игра Шекспир. Така да мислам дека ние сите сме привилегирани што имавме чест да го играме Шекспир и да бидеме барем дел од некоја таа магија што е имал Шекспир во тоа време. Точно. Кире, бидејќи представите ги подготвувавте со познати велешки актери. Колку учите од нив и колку тоа ви помогна за полесно да се снаоѓате на сцената? Па, прво и основно, како што кажувавме и претходно, Слободанка Чичевска ја режира представата. Таа е едно големо име за велешкиот театар и за театарот во Македонија воопшто. Таа успева на најдобар можен начин да ни ги пренесе улогите и од неа добиваме едно огромно искуство како професионален актер, едно огромно искуство кое верувам дека ќе ни служи и понатаму. Исто така ние имаме огромна поддршка и од останатите велешки актери, значи и од помладата и од постарата генерација. Баш сега ни беа и на неколку од нив ни беа и на премиерата. Исто така и од нив добивме огромни пофалби и критики, позитивни критики, кои што ги примаме на драго срце и кои што навистина многу ни значат. Ние сме огромни љубители на велешкиот театар и на велешките актери, исто така и тие многу не сакаат нас и се надевам дека ќе успееме и ние да бидеме дел од ансамблот на велешкиот театар понатаму. И јас се надевам исто така. Во кои други представи имате глумено и може ли да ни издвоите некоја како најдобра? Еве Кире, ти да ни кажеш најпрво. Па, би можел да ја издвојам представата Дома од ланската година која што ја направивме, која што доживеа навистина прекрасен успех. Со Дома стасавме и до Босна на фестивалот на фестивалите во Требиње, каде што имавме навистина маестрална изведба. Бевме избрани како најдобра аматерска представа од Македонија. Представата навистина постигна огромен успех. Ја одигравме, мислам, 6 пати и покрај сите пречки кои што не следеа во текот на изведбите, успеавме ние да се избориме и да направиме што е можно поголем успех со таа представа. Мислам дека никогаш до сега, од кога играме веќе 4 години активно во представи, сме немале толку заеднички проблеми и пак да успееме да се избориме и да доживееме такви успеси со една представа. Стефан, ти во кои други представи имаш глумено? И која би издвој како најдобра? Од комедијата би ги извлекол Сон на летната ноќ и Модерните Ромео и Јулија. Модерните Ромео и Јулија беше
можам да кажам релативно кратка представа за разлика од Сон на летната ноќ. Таму го играв ликот на Ѓорги, другарот на Ромео. Направена беше како модернизирана варијанта на Вилијам Шекспир. Напишано од мене и уште неколку другари. Направивме една модернизација на Ромео и Јулија, како би се снашле тие во ова време, кое е исполнето со технологија, со телефони, со компјутери. И Ромео преку Facebook се договара со Јулија да се видат, меѓутоа тоа е маскембл, маската на Јулија ја зима незината другарка Мија, па испаѓа надвор и се случуваат такви заплети. Тоа беше урневесна комедија, таа би издвоил од комедиите и Сон на летната ноќ. Мислам дека вчера на изведбата го постигнавме врвот. Она над 10 пати бевме прекинувани на сцената со аплауз. Навистина, вчера бев премногу задоволен. Се надевам дека и во четврток ќе бидеме уште подобри од тоа. Кога зборуваме за трагедија или нешто посериозно, дефинитивно тоа е Дома. Јас го толкував ликот на Партал. Тоа беше навистина тешка улога, еден огромен предизвик за мене. Можам да кажам дека до некаде и ми исцрпи таа улога. Тешко се снаоѓав додека го пронајдов вистинскиот Партал, затоа што Људмила Разумовска е таков писател што навистина на моите години, на годините на Кире, сепак е многу тешко да се игра такво некое дело од незе. И мораш да му ги пронајдеш комплексите на Партал, мораш да пронајдеш се што тој го прави да биде таков. Навистина е многу злобен лик. И тој би го издвоил дефинитивно за најдобро нешто до сега што го имам изиграно. Тоа е тоа во секој случај. Ти, Марија? Јас како најтежок лик би издвоила сестрата на Ганчо Хаџипанзов во истоимената представа. Мислам дека там беше представа која најмногу ми требаше да се соживеам со ликот. Требаше да бидам сестра која во ист момент доживува повеќе преплети, истовремено и може да се расплаче, но истовремено и борбена, се спротивставува на цел свет, но исто така истовремено и ранлива. Мислам дека тоа беше лик кој ми беше мене најтешко да го изведам. Едноставно требаше најмногу труд и тоа навистина мене ми беше едно прекрасно школо. Го работев со актерката Весна Димитриевска. И она навистина ми помогна добро да се соживеам со ликот и да го изведам така како што го изведов. Стефан, што е она што освен глумењето сакате да правите? Дали имате и некое друго хоби? Па да, имам... Покрај актерството. Да, имам, можам да кажам, две работи кои што ми се хоби. Тоа е свирам гитара. Не знам на која возраст започнав со свирењето гитара. И се надевам дека доста ќе ми помогне тоа на драмскиот факултет. Почнав да свирам гитара затоа што го обожував тоа, сакав да кога отидам некаде со другарите, да знам да извадам гитара, да почнам да свирам, па сите заедно да запееме. Буквално хоби, буквално она што настрана од професионалното ви исполнува. И второто хоби ми е пуштање музика. Започнав пред 2 години да се занимавам со тоа и продолжив до ден денес. Сега веќе на забавите на гимназија, заедно со мојот пријател Антонио, кој што веќе не учи во гимназија. Пуштаме заедно музика, со него почнав, со него и продолжив. И некој друго хоби, не се сеќавам веќе. Каков вид на музика најчесто пуштате? Најчесто пуштам електронска музика, она што денеска се бара, добро. Во Македонија не се бара баш тоа, се бара српски. Се обидуваме. Да, колку што можам повеќе правам напори да пуштам електронска музика, како што се хаусот, сега е многу популарно техното, ги следам кои стилови се популарни, меѓутоа секаде каде и да пушташ музика ти викаат ајде почни со српското и мораш едноставно, колку и да не сакаш мораш. Нема да пушташ. Си ставаш слушалки, си слушаш друго и пушташ оние да слушаат српско. Да, Кире, кој е твоето друго хоби освен актерство? Па, како најголемо хоби би го издвоил пеењето и
еве свирењето исто така на гитара. Свирам и неколку други инструменти, навистина пеењето и свирењето знае да те опушти. Како што каже и Стефан, тоа мислам дека може многу да користи за еден актер. Апсолутно, затоа што и на факултет понатаму кога ќе отидат има предмет како соло пеење. Да. И сето тоа мислам дека е огромна карактеристика кога станува збор за еден актер. Покрај пеењето и свирењето исто така хоби ми е читање. Најмногу сакам да читам најчесто драмски текстови, потоа и романи. Тоа се мислам хоби кои што навистина знаат да опуштат, навистина знаат да те расположат. Исто така хоби ми е возење велосипед како за релаксација. Да. Во летниот период ми исто така огромно задоволство ми представува пливањето. Секојдневно одам на базен и тоа е она што ме прави среќен во слободно време. Марија? За мене хоби, ако можам да кажам така, е спортувањето. Бидејќи сето време кога не сум во театар или не сум ангажирана нешто околу театарот, спортувам и обожавам тоа да го правам, бидејќи едноставно ми помага да се релаксирам. И освен спортувањето и читањето на криминалистички романи кои едноставно ми помагаат да се снајдам во овој свет како што е на измислици, на едноставно постојано криминал, тоа е не знам, нешто што ме опушта и едно што се соживувам со него. Која книга ја би издвоила како најдобра? Како Тоа што најдобра? читаш, нешто што Најдобро ги најмногу ти се обожавам сите допаѓа. книги на Агата Кристи, така да не знам која би издвоил, бидејќи сите се извонредни и сите се, не знам, најдобри. Еве Марија, бидејќи сте средношколци, знаеме дека имате и премногу за учење, а имате и доволно ангажмани. Како успевате да постигнете се навреме? Помоц се спиеме од другите. Не, имаме време за се, бидејќи не се занимаваме со некои работи што се занимаваат другите, како што е седење на социјалните мрежи и не знам, излегување многу навечер. Едноставно се посветуваме на оно што ни интересира, тоа е театарот и училиштето. Театарот го правиме постојано, а училиштето наоѓаме време за толку колку што ни даваат обврските и толку колку што ни е потребно нас. Да секако страдаат многу други обврски, како што се хобито, страдаат спиењето, страдаат некојаш друштвото кој едноставно не стасуваме да испаднеме со нив, страдаат викендите, вечерните испаѓања, ама вреди за театарот едноставно се да се жртвува. Да. Дали планирате повторна изведба на представата и за која публика? Еве Кире, ако може да ни... Како што кажавме претходно, вчера имавме првата реприза на представата, која што навистина помина маестрално. На премиерата, нели, сепак, како и секогаш бевме постегнати, премиерата секогаш е, како да кажам, со блага доза на скепса, како ќе излезе, што ќе излезе, сите растрчани, помалку истремирани. Но вчера навистина поминавме одлично, веќе и импровизациите се зголемија драстично. Публиката реагираше одлично и мислам дека еве веќе утре имаме повторна изведба. Значи на 1 декември, четврток, почеток во 18:30 часот, повторно во салата Бели Мугри. И мислам дека ќе имаме уште подобра изведба и се надевам дека ќе играме уште неколку пати. Планираме и, како што кажа Марија, хуманитарни изведби, да помогнеме некому кому што тоа е потребно. Мислам дека оваа представа ќе доживее голем број на изведби, а и штета би било да не доживее, затоа што навистина е прекрасна представата, навистина изгледа волшебно, како што и треба да изгледа Сон на летната ноќ. И мислам дека оваа представа ќе најде гледаност кај секоја публика. Не би одредил возраст за која што би можел да ја прилагодам оваа представа. Значи, секоја публика би можела да ја гледа и на секоја публика би можела да и се допадне. Значи утре гледачите може да гледат, да им кажете. Во колку часот? Во 18:30. Еве, се приближуваме кон крајот на нашиот разговор. Јас ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од емисијата Утрински зрак. Се надевам дека успешно ќе ги реализирате сите активности кои ги планирате во иднина. Ви посакувам успех и се надевам дека ќе реализираме повторна средба.